Клиниката за онкологија доби комплетно нов најсовремен КТ симулатор. Станува збор за софистицирана најсовремена опрема со која ќе биде заменет постоечкиот стар симулатор, кој беше во функција повеќе од 14 години. Новиот симулатор е 8 пати попрецизен и полесен за користење од страна на лекарите, а брзината со која што работи е поголема за 16 пати. Министерот за здравство Никола Тодоров, кој денеска беше во посета на клиниката, истакна дека станува збор за набавка во вредност од 32,7 милиони денари. И со ова се става во функција нов современ КТ симулатор во државата, нешто без што е незамислива работата на клиниката за онкологија. Предностите се многу. Прво стариот беше еднослајсен, ово е 16-слајсен, 8 пати попрецизен, со повисоко ниво на квалитет, полесен за користење и од страна на докторите, и нормално и за пациентите. Како што кажав, по припремната работа со ЦТ симулаторот, тој веќе е ставен во функција, но и во припремната работа имаше пациенти кои што веќе беа поминаа на овој ЦТ симулатор, а во наредниот период ќе продолжи да функционира со 10 до 15 пациенти дневно, што е сосема доволно за да ги покрие сите потреби за ЦТ симулатор во државата. Директорот на клиниката за онкологија Милан Ристевски вели дека со новиот апарат докторите ќе може да прават и симулации на многу зрачни техники, вклучително и радиохирургија, што е нивна крајна цел во наредниот период. Со тоа ќе ги имаат вкупно сите зрачни техники што постојат во светот, нагласи Ристевски. Машината има многу подобра резолуција, многу понова генерација, брзината со која што работи е поголема, 16 пати поголема. На неа е приклучен контрастен инжектор, значи можеме сега сите контрастни методи да ги работиме кои што ни требаат, бидејќи ни даваат многу попрецизна слика за крвното снабдување на целата таа регија која што сакаме да опфатиме во зрачниот план. Во превод мораме точно да знаеме што зрачиме, што треба да заштитиме, како да го заштитиме и сето тоа во еден 3D модел треба на крај на компјутер да покажеме да, во еден дозволим хистограм, точно да кажеме да. Туморот или седиштето на туморот точно ја прима дозата што сме ја препишале, околните ткива се максимално заштитени до таа и таа доза. Стариот КТ симулатор, кој се уште во функција, се планира да биде дислоциран и поставен во Битола, како на дополнување на новиот акцелератор кој е веќе набавен и треба да биде поставен. Со тоа, како што информира министерот Тодоров, ќе им се помогне на пациентите од тој дел на државата да не патуваат во Скопје.